Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за стрес. Стресот многу често знае да се појави без притоа да покаже видливи симптоми, но тоа што не го гледаме не значи дека тој не постои. Тој многу често знае да е скриен зад некоја друга телесна болест, како на пример болки во желудникот, болки во главата, несакани повреди и така натаму. За стрес многу често се зборува. Ова е тема која што е се присутна, за која што многу често читаме, многу често зборуваме, многу често слушаме. И некако стресот е нешто кое што ретко кој барем еднаш во животот нема да каже многу сум под стрес или не се чувствувам добро. Меѓутоа, она што јас го гледам како негативна страна, а како психолог сакам да го доближам и да ви го представам, е дека стресот всушност не е нешто кое што е секогаш лошо. Всушност, стресот е нешто кое што ни е многу потребно. Доколку не постои стрес, нема да постои ни задоволство во животот. Еустрес се нарекува добриот стрес и тоа е многу важен стрес кој што е поврзан со надеж, задоволство од животот и активна партиципација. Многу е важно и како самата индивидуа гледа на одреден стресор, но многу често физичката активност, например, се гледа како еустрес или како добар стрес, спортот, групните игри, возењето во забавен парк, убавите настани големи во животот, па дури и кавгите со партнерот кои што се продуктивни. За разлика, дистрес е обратно од еустрес и тој се прецепира како лошиот стрес. Тоа е оној кој што го загрозува нашето здравје и означува дека личноста многу тешко се адаптира на стресорите, односно стресор или оние работи кои што го предизвикуваат стресот. Луѓето имаат различен степен на толеранција на стрес. Некои обожаваат адреналински спортови, брзо возење, качување по карпи, дури некои без соодветна опрема, додека па други пак толку многу се стимулирани што премногу се под стрес дури кога гледаат страшен филм на телевизија. Освен овие два типа на стрес, секако постојат и други поделби. Значи тука може да се гледа психосоцијален, травматичен, акутен, епизодичен, хроничен стрес и така натаму, но во денешната тема сакам да ја нагласам потребата од тој еустрес кој што е добар за нас и нашето здравје. Скоро секогаш на стресот гледаме како лош. А важно е полека да ја менуваме таа перцепција. Затоа што, во суштина, стресот е многу значаен за нас и за нашето здравје. Например, сетете се, после напорен тренинг, колку прекрасно чувство чувствувате. Тоа чувство е она кое што, да речеме, носи позитивни емоции, чувство на исполнетост, зголемена концентрација, зголемен фокус, подобрување на вештините, а е нешто кое што е многу убаво и кое што всушност еустресот ни го предизвикал. И сигурно сум дека барем еднаш сте слушнале за бенефитите на физичката активност. Доколку личноста на стресорот гледа како предизвик, таа доживува еустрес. Значи, доколку ние гледаме како предизвик брзо возење, и доколку е во склад со нас, тоа е нешто кое што ќе ни предизвика позитивен стрес. Доколку не гледаме така, тоа ќе биде дистрес. Доколку го гледаме стресорот како закана, тогаш се доживува тој дистрес. Доколку го гледаме како предизвик, еустрес. Првото ни носи зголемена мотивација и задоволство, односно еустресот, додека второто, односно дистресот, носи зголемена грижа, намалување на перформансите, алармантна состојба и така натаму. Причинителите за стресот се многу бројни, дел се внатрешни, како например одредена болест, недостаток на одмор, недостаток на сон или пак надворешни кои што зависат од средината и од другите луѓе. Зошто толку многу го нагласувам еустресот како многу важен? Ќе дадам пример со спортист. Најчесто, ако спортистот, например, си ја повреди ногата, околината и другите луѓе ќе покажат многу поголемо разбирање. Но,
Доколку истиот стане капитен на тимот, никој нема да го уважи тој стрес. Да, точно дека тоа е прекрасно достигнување, но и тоа е еден вид на стресор кој носи многу голема одговорност. Сега, истото може да се случи кога спортистот ќе влезе во некој познат тим, каде играат многу добри играчи и се очекува многу од него. Во ваков случај, се случува да овој позитивен стрес се доживее доста негативно кај различни индивиди. Истиот пример важи и за други настани, како што се веридба, свадба, станување родител и така натаму. Важно е да се уважат и овие позитивни настани кои носат стрес и да им се даде време. Затоа што на крајот не е важно каков тип на стрес доживуваме, туку колкав е интензитетот на истиот и како ние го доживуваме. Односно, не е важно каков е стресот, туку како ние гледаме и реагираме на него. Најчесто на еустресот ние реагираме со нешто што го нарекуваме позитивна возбуда, се чувствуваме енергизирани и мотивирани и истиот трае пократко. Од друга страна пак, дистресот трае подолго, доведува до чувство на анксиозност и грижа, носи негативни емоции и го намалува фокусот и вниманието. Кога се случува стресен настан, се вклучува реакција која доаѓа од автономниот нервен систем. Стресот го активира симпатичкиот нервен систем кој дава наредба да се испуштат одредени хормони, како што се кортизол и норепинефринот, и тие ги зајакнуваат сетилата, го забрзуваат пулсот, го зголемуваат крвниот притисок и го носат нашиот мозок во состојба на огромна свесност, додека делот од мозокот кој е одговорен за емоционално смирување и физичка релаксација е преоптоварен. Сите овие хормони и реакции доведуваат до промени во нашата енергија и во нашиот фокус, како и зголемување на гневот, агресијата и анксиозноста. Во многу ситуации оваа реакција е потребна за да ни го спаси животот и овој механизам потекнува од праисторијата кога човекот морал да се брани од шумските ѕверки, меѓутоа за жал мозокот останал ист, иако начинот на живот комплетно се променил, па така нашиот организам реагира исто и на многу помали дразби кои што се далеко од животот загрозувачки. Јас ке нагласам дека многу често ние луѓето во денешно време, немајки доволно поддршка и немајки доволно свесност дека и позитивните настани се всушност стресори, односно потребни ни се одредени форми на поддршка и однесување, знаат да кога не се доволно поддржани предизвикуваат дистрес наместо еустрес, па така и доаѓањето на дете, правењето на свадба и така натаму, колку луѓе се градењето на куќа, зменувањето на одредена нова работа. Значи тука забораваме дека наместо еустрес, односно наместо тоа да ни е позитивен стрес, знаеме да не се поддржиме доволно, дури и околината да не ни е доволно поддржувачка и да станеме анксиозни, наместо да станеме поддржани и мотивирани. И затоа сега ве повикувам да размислите на кое место вие доживувате всушност еустрес, а го доживувате истото како анксиозност, како преплавеност, како нешто кое што навистина ви носи многу голема негативна возбуда, односно возбуда која што нема доволно поддршка. Всушност анксиозноста е немање на доволно поддршка од овој стрес. Запишете ги сите тие стресори кои што ги имате, а кои што се позитивни, односно кои што се предизвик, а не се закана. Свадбата е предизвик, не е закана. Детето е предизвик, не е закана и така натаму. И размислете како можете повеќе да се поддржите, како повеќе не би биле закана, туку едноставно не би станеле дистрес, туку би се вратиле на првичната функција која што имаат, а тоа е еустресот, кој што е многу важен и кој што не одржува во живот и кој што направи стрекни и задоволни. Затоа што на крајот на денот, доколку ние немаме доволно предизвици, ние немаме зошто да живееме.